Министерот за транспорт и врски во петокот најави практично економски колапс на државата. Што ќе значат овие нови Шенген правила за македонските транспортери и како тоа може да го урниса практично целото македонско стопанство? За мене не е изненадување таквата изјава од еден од министрите на владата, затоа што тоа е веројатно дел од нивната стратегија за неможност на справување со ситуациите. Воведувањето на ЕЕАС системот и електронското евидентирање на нашите сограѓани кои што патуваат во Европска унија не е нешто ново, туку е познато пред 18 месеци. За да дадеш изјава дека се наоѓаш пред економски колапс, тоа е само последица на реалните состојби кои што еден мал дел транспортот опфаќа. Во принцип тоа е само за мене признавање на каде ја доведува економијата во неполни 2 години, на кој што и јас алудирав, затоа што кога менувате целосен осврт на економскиот раст во својата земја, затоа што они се ставија на една карта, а тоа е картата на развој и развој нашата држава се заснива само на јавните инвестиции. И кога ќе сватите дека и тоа не ви е наклонето многу добро, затоа што немате пари за да ги следите јавните инвестиции, вие во суштина морате да кажете и да ја подгреете целата ситуација во општеството, за да општеството било што да се направи на нешто што личи на подобро, да каже фала Богу не спаси, оти ова е крајот. Но најодговорни сметам за ова се токму тие кои што ја најавија.